Македонија може да здивне. Дождот кој наврна ги изгасна поголемиот број од пожарите во земјава. Сепак борбата се уште не е завршена. Пламените јазици се уште голтаат делови од шумите и ниската вегетација во Јасенка и Македонски Брод. Поради пожар во Националниот парк, регионалниот пат до Скопје е затворен. Од Центарот за управување со кризи објавија дека пожари има и во Студеничани и Липково, а оној кај Егуновце е ставен под контрола. И понатаму најголем проблем представува пожарот во Јасен, каде што 10 на 15 минути заврнал ситен дош, но не бил доволен за гасење на овој пожар. Рано утрово, со дејство на пожарот кај Јасен, започнаа 2 трактори кои што дејствуваа подолго време со прецизно фрлање на вода врз еден крак, со што спречија ширење на огнот кон страната на селото Брезница. Од ДХМР најавија врнежи до среда, а потоа ќе има мало стабилизирање на времето со пораст на температурите. Дождот помогна во гаснењето на огнените стихии во регионот. Црногорските пожарникари во Солзи, таму се совладани сите пожари освен делови кај риека Пиперска, каде огнот се уште се шири. Од службата за заштита и спасување во Подгорица прогласија победа над пожарите и им се заблагодарија на граѓаните за поддршката и солидарноста. Киша! Ево е киша! Доволно е пало цачу да угаси што е требало. Едини спас овај био. Овih дана, иначе, катастрофа. Нашима куќама nije до данас пријетило уопšte, него околу окружењу. Да нас ево спасило. Ту е да нас дошла, ево има jedno 400-500 metara, tu su avioni, tu je vatrogasne, tu je vojska, tu je pomoć. Sa svake strane, civili, mi mještani, sve se je to iskupilo, pomagalo do, evo sad, spašena rabota. Gore, gorelo, znate, sela, Laželji, Selce, do Kopilja, sve je to gorelo. Sad je ovdje bilo kod nas kritično, ali to su spriječili i spriječi kiša što je pala. Гореше и во Хрватска и во областа Ново село на хрватскиот остров Брач. Таму пожарот избувнал околу полноќ синоќа, но гаснењето е тежнато поради силниот ветер, соопштија од Центарот за противпожарни операции на Сплитскиот округ. Во неговото гаснење учествуваа 46 пожарникари со 15 возила. Во Турција стотици луѓе се евакуирани од 7 дела во северозападната туристичка провинција Чанакале. Вкупно 18 хеликоптери се борат против огнените стихии, а во гаснењето ангажирани се 343 возила и околу 1300 луѓе. Пожарите што беснеат во Шпанија се проширија на јужните падини на планинскиот венец Пикос де Европа, а властите затворија дел од популарната рута за поклонение Камино де Сантијаго. Околу 20 на пожари опустошија повеќе од 115.000 хектари во регионите Галиција и Кастилија и Леон во текот на изминатата недела. Експертите предупредуваат дека климатските промени ја зголемуваат зачестеноста и интензитетот на шумските пожари и другите природни катастрофи.